Почитувани, еве сме повторно назад во студиото. Се надевам дека ви се допадна нашиот музички избор и еве уште еднаш ке посакам добро утро и добро дојдовте на каналот на К3 телевизија за оние кои што сега се вклучуваат. Втор дел од утринското издание на Нов ден и отстапуваме минути за темата на денот. Волонтирањето представува еден значаен сегмент на заедниците ширум светот. Волонтерите се оние кои што им го подобруваат на некој начин животот, како и расположението на ранливите семејства или на оние од социјално загрозените категории. По тој повод денес разговараме со две волонтерки од Црвениот крст на Куманово. Чест и задоволство ми е да ви ги представам денес гостинки кај нас во студиото. Христина Петровска, волонтер и лидер од Црвен крст на Куманово. Добро утро за тебе. Утро. И Бисера Јошевска. Бисера, добро утро и за тебе. Ви благодарам што ја прифативте нашата покана да ни бидете гостинки, што сте дојдени еве вака во вашата униформа и нашите гледачи ќе имаат можност да слушнат. Верувам, ова утро, ветувам пред се одлично дружење, дека ќе слушнат многу убави работи, убави совети пред се. Ајде, колку ќе почнеме, Христина, со тебе? Ти веќе еднаш ни беше гостинка, со Бисера сега се запознаваме. Колку време ти волонтираш во Црвениот крст и пред се што е она што те потикна да се вклучиш во една ваква организација? Значи вака, јас сум волонтер веќе 2,5 години. Воедно и нов лидер на клубот на млади на нашата општинска организација Куманово. Поттикот е самата помисла дека ќе помогнам на некое семејство, односно ќе измамам некоја насмевка, што со некогаш што со многу мали чекори правиме големи работи, што е една многу голема мотивација за мене. Така, едно на едно високо ниво. Браво. Бисера? Јас волонтирам во Црвен крст веќе 5 години. Браво. До ноември 5 години. Исто така, самата помисла дека некого можам да усреќам, да насмеам, дури со една прегратка да усреќам некого, ме прави да што повеќе бидам како волонтер во Црвен крст. Така. Дали, како етапно се менува Црвениот крст на Куманово? Еве, и ти можеш да ни одговориш исто и на тоа, бидејќи имаш повеќе толкогодишно искуство како волонтера, а сега си заменик лидер. Не напоменав, Христина е лидерот на клубот на младите на Црвениот крст. Ајде, како етапно се менуваше Црвениот крст низ годините? Дали бројот на заинтересираните членови е на повисоко ниво? Па вака, од кога јас започнав, бројот на членови секогаш се менуваше секоја година, зависно од периодот. Имаше период кога членовите во општинска организација ќе се зголемат, имаше период и кога ќе опаднат, значи ќе останат само еден, например, еве 20 души волонтери кои што ќе доаѓаат секој ден во Црвениот крст. Така ќе волонтираат таму, да, ќе волонтираат. Но имаше и периоди кога едноставно така стагниравме, но сепак не опаѓавме никогаш на нула. Секогаш се трудевме со акции, со на било кој начин да привлечеме и нови волонтери и старите да ги потикнеме да што повеќе да се трудат и да успеат. Така, но сепак пофално е тоа што драстично бројот се зголемува. И сега, Црвениот крст, како што рековме, редовно ги следи случувањата во регионот и оние собрани средства од било каков вид наменски ги одредува за некои семејства. Што ќе ни издвоите, што ќе ни кажете тука? Па вака, од Нова година па до сега имаме помогнато на околу 100 семејства со делење на прехранбено-хигиенски пакети, кои барем на некој период сме успеле да им ја облажиме нивната состојба. Тука можам да напоменам за ЦК ПХВ циклусот, односно Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Оваа е активност која секоја година од месец ноември до месец март се одржува на ниво на цела Македонија.
Односно, волонтерите изработуваат мали проекти со кои ќе придонесат за заедницата. Оваа година младите волонтери од клубот на млади изработија 7 проекти кои сите завршија доста успешно. Првиот проект ни беше поставување на кутии по прва помош во 4 средни и 7 основни училишта на територија на општина Куманово и воедно организиравме дообука на професорите по спорт и спортски активности за првата помош. Односно, бидејќи нивните знаења беа, како да ви кажам, неделумно добри за да можат некомплетни за да можат да интервенираат при повреда. Па ете, со тоа им укажавме една прилика каде што бесплатно ќе ги донаградат своите знаења. Вториот проект ни беше учење албански и македонски јазик. Односно, нашата комуникација меѓу албанските и македонските волонтери беше доста намалена. И ете, ја организиравме ова активност се со цел да ја развиеме комуникацијата и соработката меѓу самите нас. Овој курс трае се уште, односно македонските волонтери учат албански јазик, албанските македонски јазик, што е нели можете за наше добро. За нашето поднебје одлично. Одлично, да. Секако. Како трет проект е хуманитарен концерт кој беше организиран за семејството Маринковски, што можам да кажам дека Подсетете не малку, кој беше случајот со семејството Маринковски? Тоа е социјално загрозено семејство на кое неколку членови се со со интелектуална попреченост. Ние организиравме хуманитарен концерт кој се со назив дека вашата посета куќа гради, на која собравме доста големи средства, со кои им ја плативме нивната струја, односно за останатите белешки кои не беа платени и на нивната трансакцијска сметка оставивме 64.000 денари, со кои веруваме дека сме им го ублажиле таа болка во тој момент. Да, дека сега ќе можат повторно да застанат на свој носак. Така, мирно да живеат и пред се да имаат светлина во куќата. Само ќе те прекинам пред да продолжиш со четвртиот проект или циклус. Дали вие сами ги изнаоѓате тие семејства или пак ви се дури и обраќаат самите семејства вам за помош? Па има семејства кои ни се и самите тие ни се обраќаат, но поточно за ова семејство самите ние го најдовме, отидовме, направивме проценка на терен, со кој видовме дека живеат во многу лоши услови и ете се одлучивме баш на тоа семејство да помогнеме, иако не се единствени во не само во Куманово, туку во целата. Так. Дали некој од вас двете беше во директен контакт на првата средба со семејството? Па вака, јас не сум била директно, но помагав при организирање на активностите. Колегите беа оние кои што ти ги пренесува информациите. Ги пренесува информациите. Одиме со четвртиот проект. Четвртиот проект беше реновирање на училишниот двор на Наце Буѓони, тоа е односно на албанските паралелки, така што се реновираше училишниот двор и се постави фонтана во самото училиште, со којете го разубавивме надворешниот изглед на тоа училиште, кое беше од големо значење за учениците таму. Така, за самите деца пред се, нели, од секакви причини, едно што е разобавено, друго и од оние превентивни причини. Таčno. До среда. Како проект број 5 беше вработување на едно лице од социјално загрозено семејство од општина Липково. Го вработивме во фирмата Хоџа и со ова сме доста многу горди, бидејќи ова семејство веќе ќе може самото да заработува, едноставно да не зависи од другите и да не чека оние трошки помош пред се, туку да има, како што ние народски знаеме да кажеме, некој свој денар. Односно да излезе од бројот на социјално загрозените семејства. Тука ќе го спомнам и проектот со кој се купи кимоно за дете од село Ваксинце, тоа да може самото да продолжи да тренира карате
И како завршен проект ќе го кажам реновирањето на куќа на социјално загрозено семејство во селото Лојан. На ова семејство му беше реновирана куќата и нели сега тие имаат едно топло гнездо каде што можат да живеат. Така. Друго многу гордо сакам да го кажам е тоа дека оваа година нашата општинска организација достигна еден многу голем успех, односно го зема пехарот за најмногу оценети проекти со сонце, кој ќе се додели на 9 мај, грешка 9 јуни. Во ред. И овој пехар го делиме со уште две општински организации, Општинска организација на Црвен крст Карпош и Општинска организација на Црвен крст Гостивар. Волонтерите исто така кои беа вклучени во овие проекти беа на финална работилница во Струга, која се одржа од 26 до 28 мај и таму имаше волонтери од многу општински организации, слушнавме многу различни проекти и всушност гледаме дека сите ние како единка не можеме да успееме, но ќе гледаме во целина, дека сите млади изработиле по еден проект, измамиле барем по една насмевка, тоа многу значи за нас. Така. Беа кратки, концизни и јасни нашите волонтерки, барем додека ги представуваат проектите. Тоа беше само неколку минути, а кој знае вам колку време ви одзема. Токму за да ги сумираме, а и сплотиме некако впечатоците, правиме еден краток пресек со музика, па се ме праќаме во студиото за да продолжиме со разговорот. Твојот лик моја прва платонска љубов чиста како сълза. Сега кога пораснав сватив што си ти. Дојдов пак ништо не е сменето. Шушка молика темно е. Светот фери се што имав заложив да ти пеам под пенџери. Дали си уште сама, дали тагуваш, дали исто чувствуваш? Морав да ги дофатам сите висини на светот, за да се пак откријам што ми значиш ти. Дојдов пак, тајно моја звезда, праќам да те повикам. Ништо не е сменето, шушка молика. Темно е, тајно моја во душа, светат фенери. Се што имав заложив да ви пеам под пенџери. Да ти пеам под
Две млади волонтерки од Црвениот крст на Куманово гостинки денес кај нас во студиото и ни го разубавија премногу денот. Мине, а се надевам дека и на вам, нели? И вие пред малите екрани сте дел од нашето дружење и нашата емисија. Да продолжиме понатаму. Да го издвоиме, малку да позборуваме и за оној проект, или како веќе вие ќе го наречете, што се однесува до првата помош. Христина или Бисера, која ќе ни додаде нешто? Првата помош, сакам да кажам дека знаеме, сите познато е дека традиционално секоја година се одржува во секоја општинска организација општински надпревар по прва помош. Токму на овој ден и нашата општинска организација организираше надпревар по прва помош, која ќе се одржи помеѓу екипите од средните училишта и нашата екипа, односно екипата на клубот на млади од општинска организација на Црвен крст Куманово. Самиот надпревар ќе биде со почеток во 11 часот. Самите суди, односно луѓето кои што ќе не оценуваат, докторите, ќе проценат која екипа ќе се покаже најдобро. Со и таа екипа понатаму ќе оди, односно во септември ќе има чест да гостува на државниот надпревар по прва помош во Гази Баба. Исто така, тука сакам да кажам дека екипите пред самиот надпревар, нели, секоја екипа си има одговорен со кој што ќе вежба, ќе се подготвува за самиот надпревар. Така. Волдијата може да биде силата и извор на волонтеризмот. Колку младите во Куманово, Бисера, го применуваат ова? Младите во Куманово не сум сигурна дека многу се запознати всушност со работата на Црвениот крст, туку можеби мотивација кај училиштата, во клубовите во училиштата, бидејќи имаме и во училишта клубови, можам да кажам дека нивната мотивација е вадењето од часови, нели, губењето на часови и слично, но сепак ние постарите, односно постарите волонтери во Црвениот крст, сакам да кажам дека волонтирањето е нешто што може многу да му помогне да го научи самиот човек на било какви знаења. Не е само да одиме, ние се дружиме, правиме различни акции, помагаме на луѓе и останато. Така. Да прокоментираме неколку реченици, Христина, и за студениот бран. Вака, тимот за одговор при катастрофи излезе во неколку наврати, односно имаше интервенции во завеаните села во студениот бран, кој ги опфати и околните села на Куманово. Так. Се надевам дека Се вклучивте и вие во акцијата, како и оние волонтери од останатите општини, така. Да. Како, на кој начин, колку време ги посетувавте оние места така кои што беа зафатени баш од студениот бран? Се додека траеше овој студен бран, тимовите беа излезени на терен. Одлично. И помогна на многу семејства Така. кои секако се за многу благодарни, бидејќи можеби да не беше овој тим, тие можеби ќе заврше на некој многу полош начин. Така. Сега, вие неодамна, мислам дека ми споменавте дека на 20 мај имавте избор на клуб на млади. Така, како беше? Да. На 20 мај се одржа редовните избори на клубот на млади на општинската организација на Црвен крст Куманово. Односно се избираше нова раководна структура, на која мене ми избра како лидер, Бисера заменик лидер, имаме и координативно тело, кој сега не е со нас, Христијан Додески. Како се одвива тој избор? Дали некој од волонтерите ве даваат како предлози? Како се одвиваат тие избори? Самите ние се пријавуваме, всушност кој има волја за да биде лидер, заменик лидер, понатамошна работа, понатамошен дел од координативно тело или член било како. Самите ние пишуваме, се пријавуваме, односно програма, 2-годишна програма, односно мандатот ни трае 2 години. Пишуваме и пред сите волонтери во Црвен крст, например, повикаме состанок, пред волонтерите ја презентираме нашата програма и потоа оди гласање на ливче, односно има сите членови пријавени и оној за волонтерите што мисля дека оној ќе биде најдобар лидер, заменик лидер или член, било како за него гласат.
Сега, јас би сакала да издвоите и двете по една случка која што јас вака ќе кажам, вашата несебична помош ја покажавте повеќе од 1000 пати до сега. Дали верувам дека сите ваши акции, така да се изразам, на некој начин ви се подеднакво драги, но некоја акција која што предизвика кај вас баш силни експресии и емоции? Па еве, јас ќе почнам. Кога беше акцијата односно соберна акција за Србија и Босна во поплавите пред 2 или 3 години, не сум сигурна, имавме случка на самиот плоштад. Еден човек во години, постар човек, имаше срцев удар, со што ние бевме, самата екипа на прва помош беше на терен тогаш и имавме можност да му помогнеме на тој човек. Од него нас не направи сретни тоа што од другите само ни кажа здраво, туку бевме сретни што на самиот тој човек му помогнавме, ни се заблагодари, што мене најпрви ме направи најсретнија, добив многу топла прегратка од самиот човек, кога потоа се Бисера, дали веруваше дека еден ден, почнувајќи како волонтер, неважно дали тоа започна од хуманоста или дали се приклучи поради некои другарки кои што се вклучени таму, дали веруваше дека учејќи ја првата помош пред се, која што треба да биде составен сегмент на секој човек кој треба да знае барем поголем дел од неа, еден ден на една ваква рана возраст, мислам дека ми рече дека имаш околу 18 години, така, дека ќе спасиш човечки живот? Не, искрено не сум верувала, сум имала и случај блиску до мене во моја фамилија да помогнам, што исто така ме прави среќна и горда што сум и дел од екипата за прва помош и што со години, месеци вежбајќи ја првата помош, се повеќе и во реалниот живот ја гледам како и што се може да се случи. Тоа ме прави едноставно, ме исполнува во животот. Така, Христина, да слушнеме и тебе. Па, јас не можам да одвојам некоја посебна активност, но можам да спомнам дека имам помогнато во многу сообраќајни несреќи. Браво. Каде што се правеше гужва со сообраќајот, брзата помош не можеше да пристигне брзо до местото, што не можам да ви го опишам чувството на гордоста и на среќата што ете сум спасила човечки живот. Не верувам дека многу од мојата генерација има доживеано такво нешто и дека... Еве еден убав апел, една убава порака да слушнат, да обратат внимание дека тоа е нешто што може да се свати само доколку се доживее. Да. И затоа еве сите млади кои сакаат да бидат волонтери, нека дојдат, бидејќи нема да зажалат. Така. А јас кога ви велам девојчиња браво, верувајте дека ви го велам тоа од срце. Ајде, кога сме веќе тука и денешното издание на Нов ден да го заокружиме со идните планови на Црвениот крст на Куманово. Па во наредниот период ветуваме дека повеќе внимание ќе посветиме на самата дисеминација и ширење на знаење околу Црвениот крст. Тоа ќе го направиме со цел да привлечеме нови членови, односно нови волонтери, а воедно и да ја разбудиме хуманоста кај самите луѓе, бидејќи некои луѓе можеби многу кријат во себе, а не знаат на кој начин да го покажат тоа. Многу го искажа ова. Христина, дали ти би можела да не напоменеш тука уште нешто, само за да слушнеме уште за соработката на на Црвениот крст на Куманово со другите, со волонтерите од другите организации? Па тука можам да спомнам дека пред извесен период имавме размена на волонтери со Општинската организација на Црвен крст Кочани и Општинската организација на Црвен крст Крива Паланка. Овој проект го направивме се со цел да направиме што поголема соработка меѓу овие три општински организации и да стекнеме нови знаења, нови искуства. Првин гостите од Крива Паланка и од Кочани беа кај нас, па потоа ние бевме заедно со Кочани во Крива Паланка и на крајот Куманово и Крива Паланка беа во Кочани, што искуството не може да се
опише со зборови. Нови Си имате најпред размена нови на идеи, на познанства. искуства, нови познанства, одлични дружења пред се. Так, ви уште нешто денес, мислам дека и денес нешто организира Црвениот крст на Куманово. Да, Вашиот денеска- председател ми напомена вчера, секретар. Да, денеска е надпреварот по првата помош, кој ќе се одржи пред самата зграда на Црвениот крст, помеѓу екипите на средните училишта и екипата приопштинска организација на Црвен крст Куманово, клубот на млади, односно. Исто така, сакам да се надовржам на Христина. Имаме соработка и со Црвениот крст Ниш. Исто така имаме размена на волонтери. Сега во јули, месецот јули, планираме младински летен камп, на кој што ја планираме и зголемената соработка со другите општински организации. На младинскиот летен камп темата ќе биде првата помош и действување на Подготвеност и действување на при катастрофи. при катастрофи. Так, одлично. Христина, Висера, ви благодарам за денешното гостување. Се надевам дека ќе се гледаме повторно во иднина, дека ќе ни јавите, ќе ни се обратите секогаш кога на дело уште еднаш ќе ја покажете вашата несебична помош и подршка. Благодарам. Благодарам. Благодарам на вас. Почитувани гледачи, се надевам дека уживавте во денешното издание на Нов ден. Следна средба ви закажувам утре, како и секое работно утро со почеток во 8 часот. До тогаш не го менувајте каналот, бидејќи сте со вистинската програма.